Добро вечер, уште еднаш. Ова се минути за нашиот вечерашен гостин, човек кој што претпоставувам дека многу ретко можете да го видите во ваква емисија, при тоа да е само тој гостин. Вообичаено е да седи наспроти некој со ист или спротиставен став, а ова ќе биде ретка прилика да зборува самиот за себе. Се надевам барем. Чаловски? Господинот кој што ни е гостин, Агим Јонус, всушност од другата страна секогаш кога има човек употребува еден остар меч или еден остар збор со кој што располага и во своите колумни, па пред да започнеме само да ви кажам дека ве поздрави Тефик. Веројатно вие знаете, веројатно веќе знаете со кого сум разговарал. Селам алейкум. Се вика аселаму алейкум. А Тефик ако го фатам, тешко него да му кажеш. Господине Јунус, рековме во најавата, често сте гостин во улога... Тефик е уствари Аслан Вишко. Да. Веќе ви е јасно. Он ми е брат. Сите информации кои што ги имаме се подкрепени. Рековме ретка прилика, предпоставувам барем, да зборувате самиот за себе. Ве одбравме како човек, јас би рекла, и од скопскиот асфалт, чеирчанец, познавач на состојбите со своја животна приказна. Онака како што секој човек има своја приказна, така и вие имате своја. Ви благодарам на честа што ми ја укажувате пред се да бидам гостин во вашата емисија. Значи, малку луѓе имаат привилегија кога ќе искочат на медиумите да имаат малку повеќе простор за да кажат нешто. И тоа генерално ги хендикепира, па ги фрустрира и апропо она остриот јазик и сите тие дебати, тоа е една фрустрација кога сакаш да кажеш нешто, не си доречен. И сега кога е таа форма на недореченост, публиката кога го гледа тоа, вика, ој сакаше нешто да кажеш, што ли ќе кажеше. Без друго, оноку колку што е бенефит да го изнесеш својот став во јавноста, онаков каков што е, толку и фрустрација ако некој тачно у пола реченица ти влезе и ти останеш сакам кажам, не знам речам. Така да често пати се случува да ете така, се влегува во едни пооштри рамки на дискусија. Оно што е генерално апропо остроста или апропо начинот и стилот на изразување, на излагање, се должи на неколку работи. Прво, јас во своите колумни често употребувам една фраза чув пред само послуга. Таа те ослободува од одговорност дека ти уствари така мислиш. Реториката е уметност, употребата на реториката е стварно уметност. И сега да не држам лекции, вие сте новинари, знаете подобро од мене, или ќе изнесеш некој став кој е оштар, ќе речеш, абе, стварно ли? Као ти не знаеш, она као слушнав, дали е вистина? А ти викаш, оно има големи уши. Вистина ли е дека има големи уши? А ти си рекол веќе дека има големи уши. И так. И тоа е еден стил кој го градам, сум го изградил веќе подолг период, на кој што му плаќам данок како непристоен, како дрзок, како шарлатан, како самобендисан. Напуштате емисии. Да, напуштаме емисии, а со оглед на тоа дека масата која го гледа, тоа она не знае како сето тоа функционира и секој си дава своја дефиниција. Се дава свој суд, така. Да. Судот, дури и по Бога и по 10 Мојсееви закони, една од ставките вели немој да судиш. Меѓутоа, кај нас е тоа дефолт и кај нас има едно огромно поле за секој да пласира свој стил, да биде во право, освен во една работа, а тоа е да биде деструктивен кон државата. Од мене никогаш не сте можеле да чуете зборови кои се деструктивни кон државата. Од мене никогаш не сте можеле да чуете ставови кои што не се конструктивни, апропо интеретникумот, апропо она што го живееме во социјалните секојдневие заедно. Сте чуле дека сум бил ваков, дека сум бил таков. Јас за себе немам чуено само дека сум серијски убица. Сум чул дека сум... Ама не сте изненадени? Не сум изненаден, па тоа е, пази, секој еден мање више што боде очи, он е по дефолт. Ој е наркоман. Така и секако треба да бидете помирени со леснотијата да ве судат. Една фраза со која ги етикетираат сите, знаете, на заедница. Он е криминалец, он е лопов, он е преварант, он е он е од онаквото подолете прат. Меѓутоа, ќе се поврзам на една случка од Рим. 2007 година бевме во Рим на чествување на
Свети Кирил и Методи. И влегуваме у тоа катакомбите, лево, десно, јас бев заменик портпарол на Чолаковски, меѓутоа бев одреден да комуницира со новинарите. Гледам новинарите не ме фермаат уопште, ја им бодам очи, ми влегувам у филм лево. Буквално не ме фермаат. Така ли е? Така е. И се повлеков. Они мене не ме фермаат, ја не ги фермам нив. И искача у вечер една слика со тарабука, ја со овиот синтезис. Нешто свираш, и се расположивме и се зимав тарабуката. И пази наслов. Вика, портпаролот на владата воопшто не им обрна внимание на новинарите. Моето да одговор беше, знаете што? Пази, стилот ми дозволува малку и лефтарин јазик. Ја им одговорив, знаете што, баш ме заболе. Што поише пишуете за мене? И правите само реклама. И лоша реклама е реклама. Е сега, што сакам да кажам? Знаете, да не испаднете јас филозофирам, а има на питања. Молим, поновите питања. Да не испаде дека филозофирам. Али и пред, еве, од тие инсайдерски информации, пред да зборуваме за јазикот на Агим Јонус, со тоа со каков јазик, нели, зборови се служи и во дебатите и во колумните, бидејќи, нели, сега ве запознаваме и малку поинаку, освен како колумнист и аналитичар, вие во даден момент, ако не ме лажат овие информации, сте менаџер на сладкарницата Виена, една од најпопуларните сладкарници. Вака сега, видите, очекував некоја замка вечер да ми поставите, али го поставите овако прашање. Значи, она што некој мене во некакви своји коментари ме нарекува, тој сладкарот што се меша у политика, па бербер ме направија, затоа што ме гледале кај мајка ми у фризерница, мајка ми беше фризерка. Па ме гледале таму у Виена и така натаму и така натаму. Сладкарницата Виена беше еден проект на мојот покоен дедо од сопруга, Хилмија Шари, за кого можам исклучително само убави зборови да кажам. И тоа беше период во кој тоа беше еден од тајкуните на Хрватското приморје, долго години таму, и тогаш јако зет, и у кого имаше доверба, и рече, ајде ќе отвориме малку да поработиме. Тоа функционираше. За тој период имам само убави зборови, меѓутоа сепак тоа и тој период најмногу треба да понесе комплимент Дашмира Јонус. Значи, Виена е всушност Дашмира Јонус. Добро, и тука завршува. Така, сте го заслужили епитетот сладка. Добро, ти ако правиш филмови, предпостави маркетинг. Така е. Ти мора да правиш филмова, ти влезе некој дуќан. Така ли? Агим, ајде малку за тие работи кои што не се видливи во вашите настапи кога нели изразувате ставови по различни прашања. Тоа што веројатно публиката помалку го знае, кој е всушност Агим. На мајка му и татко му. На мајка му и татко му, јас реков дете, човек од Чаир, се уште живеете во Чаир. Не, затоа ми вика ти си од Бутел, што филозофираш дека си од Чаир. А никој не знае дека сум роден на Јајапаша, каде што е местото Ледиком, каде што се продаваат телефоните. Тој се моје двориште. Било моје двориште, апсолутен респект кон дечките, значи мојата куќа била баш на местото на Ледиком. Тука сум роден, тука сум ги продал првите чекори и јас сум дете на Јајапаша. Тоа и јавно го кажам. Што паметите од тоа детство? Од тоа детство паметам жигов дека од 63-та година, кога паднале кирпичите, и мене како дете мислеле дека сум умрел. Мајка ми ме нашла, уствари не ме нашла, она до мене била, и само како куп земја врз мене, крв тече, ја бебе, 1 година. Али еве го Скопје 63-та резултатот, да, уште го носам овдека. Он бил овде, па како се урастал, се повлекол да. И од овие детски денови? И детски денови се сеќавам само дека Скопје беше некаде до Веро, у Чаир, дека таму беше сточниот пазар, не се поминуваше од смрад, дека имаше една самопослуга усред паркот во Чаир, дека кога играа Слога Балкан, јас собирав топки позади, пошто Слога у мојом срцу као партизан. Нема шиптар што не навиеше за Слога или за партизан, тука крај, може да збориме колку хочеш. Традиционално беше Слога и партизан, Фадил Вокри. И се сеќавам само дека беше многу поромантично време. Причината е многу едноставна. Луѓето непосредно се дружеа.
не ги разменува информациите по ке дојде, еве го овдека, знаеш. Имавме нашето детство или детството на оние кои растеа во еден поинаков филм, помладите не може да го разберат. Токму затоа и сите пријателства и сите другарства од тоа време се другарства кои се безсмртни. Затоа што знаеме каков мирис има едниот со другиот, каков му е стисокот на руката, како изгледа да го прегрнеш, како изгледа да играш фудбал да се степаш, како изгледа едноставно да си еден до друг, да не постои интернет. И нашата куќа била споена со куќата на покојниот академски сликар Владимир Георгиевски. И он е за нашата фамилија Ладе. Од Владе, па Ладе останало уште доека биле млади. Јас имам слики дома, поклон, од академскиот сликар Владимир Георгиевски. Се гордеам што сум дете на Јаја Паша и Чаир, роден. И можам само да ви кажам дека, за жал, сега тој дел нема еден староседелец. Со апсолутен респект кон оние што се сегата. Но стариот Чаир одамна е умрен. А разликата Остана Мице дисџокејот кој ми е страшен пријател. Да, Мица првиот беше. Да, првиот Мице ми е исто другарчина и така. И овој кажи го Асма, Љупчо новинарот, е чаирско дете. Сите ние сме се дружиле некад, али тоа запомнете. А разлики во соживотот тогаш и сега? Тогаш се делело на турско и каурско. Тогаш не се делело времето на албанско, турско, македонско, бугарско или српско. Знаете, тој е еден амбиент, цивилизацијско наследство во кое, апропо, веројатно сте чуле дека нема стар скопенец кој не зборува турски. Цивилизацијските норми, вредности, оставштини во тоа време се уште влечеа период во кој што у чаршија, ако не знаеш турски, не си дете на чаршија. И македонците, и турците, и албанците, и небулозата е во тоа што некој ќе каже никогаш немало албанци. Дај молим те. Од секојаш имало албанци, само што еден голем дел се декларирал како турчин. И јас сум еден од оние за кого вика да ти си турчин, ти не си шиптар. За како беа турчин? Сум шиптар со 15 дипломи, зборот иде. Да. Меѓутоа, цивилизацијското наследство било наметнувало да комуникацијата биде на турски, да биде на еден сосема поинаков модел кој што изумира веќе. И така да многу минаве, што си ти турчин, нема везе. Од кај си турчин? Од Комоглава. Кај има турци у Комоглава, мислам. Тоа е долга приказна. Сега, ако малце го забрзаме времето, каде е изгубен тој соживот, бидејќи самите рековте дека сега веќе нема таа романтика? Изгубен со комерцијализацијата на различностите. За чии цели, односно чија комерцијализација? Па видете, као прво, многу убаво прашање. Комерцијализацијата на политичко ниво. Значи, се она под феноменот на divide et impera го најде својот комерцијален спектар на сите можни нивоа. Ако е divide et impera во еден нов период, поготово, пази, национализмот постои или ќе постои. Може се лажеме колку сакаш. Меѓутоа, он менувал форми. Он бил некојаш во поблага форма, бил некојаш ваков. Тоа исто кога споредуваме српски или хрватски национализам. Србинот вика, не те сакам, бе, шта ти е? Хрватот вика, виде чему о томе, поштовани пријатели. Пази, едниот и другиот те мрзи. Али формата е... Да, формата. И сега, кога, поготово од 90-та година, кога Македонија доби една поинаков модел на собствено функционирање, демократијата, тоа беше се што е гнило испод маса и искочи на површина. Тоа се што беше ач или латентен националист, фино си седна у столче и рече, знаете што, ја до вчера се плашев да ви кажам да ви еба мамата, да извините на изразот, али сега ќе ви кажам ачек, пошто е демократија. И луѓето, демократијата погрешно ја подразбера. Комерцијализацијата на религиско, етничко, културулско, цивилизацијско, било кое ниво, создаде плејада на мегапатриоти, од кои ниеден сега не е без да има джип. Зашто јас не се плашам да зборам отворено? Зошто? Нити некому сум украл нешто, нити некому сум направил дувара, нити сум бил у некоја превара, нити сум бил у нешто што како хипотека ќе ми забрани да излезам јавно и да го кажам својот став. Факт е, као жив човек дужам и срам ми е што дужам. Има луѓе на кои што не знам,
стварно се срамам и дужам, ми дужат, ама они не се срамат, и влегувам во кругот на секој втор, кој е во циркулус вициозус, ти дужат, дужиш, не можеш да го затвориш кругот и секој на секого му вика ти си преварант. Се тоа е наше секојдневие. Живееме во еден лажен свет на современост. Живееме во хипокризија која е одвратна. Во времето, пазите... Ма пред се политичка хипокризија. Апсолутно. Затоа што политичката хипокризија е по системот, јас имав еден статус на Facebook, држи го народот глуп онолку колку што ти е потребно за да го владееш. Али ти кој имаш ашичаре глуп народ, ти немаш да владееш. Грам попаметен ако си, има идеш напред. Ние не направивме едукацијата на популацијата онака како што треба во делот на што е демократија. Тврдам дека имаме 20, дали и толку, проценти кои ја разбираат добро работата и 80% од населението кога да го прашаш што е лева опција, што е десна опција, што е либерал демократија. Ако знае да ти каже евена, Ке ти одговори со име на политичка партија. И онда најлесното се случува. Во меѓувреме религиските институции, значи постои Бог и постојат црква и џамија. Бог на страна. Пази, 3 пати ќе го спомнам. Постои Бог и постои црква и џамија. На страна Бог, сите знаеме што е Бог. Црквата и џамијата викаат, опа, ајде ќе правиме пари. И што прави се? Најлесниот дел да го поделиш народот се враќаме на она елементарно од преска што го реков. Турско ли е, каурско ли е? Ако е турско, дале од него. Ако е каурско, исто дале од него. И се таа плејада, таа лепеза на можности за антагонизми по размени основи, на оние малку по-мудрите им даде основ на антагонизам по етничка основа. Меѓутоа, етничкото посебно ќе го зборуваме затоа што тоа е еден процес кој што не е локален. Значи, Балканот цел, како еден калеидоскоп во кој што ги менуваш боите онака како што го вртиш кутивчето, така за потребите на геополитиката некој ги врти боите кутивчето и се создаваат. Ако треба да има мир у Македонија, јавно изјавувам, ако треба албанците и македонците да се сакаат како нико, за 5 минути има го направат, ако им одговара. Ние сме во ситуација во каква што сме, само затоа што сме топуци. Затоа што дозволяваме, а не ни дозволяваме ние, ни дозволява нивото на свест, на култура, чак и корените. Ние од секоја знаеме дека сме биле, уствари, секундарни, да не кажам, во геополитика. Секундарни во геополитиката, да може секој да си прави со нас кој што сака што сака. Да. Ги одбирате колумните како начин на, да речем, изразување на врисок, како средство со кое што ќе го кажете своето мислење. Да. Освен тоа што ќе ми одговорите зошто го одбирате тој начин. Зашто пцуjem многу, Прашањето ми беше колку е голема таа, ајде да ја наречеме и насушна потреба да го гласно кажувате својот став. Ќе ве вратам на едно прашање на кое што очекувам вие двојца да ми одговорите. Малку безобразно. Ајде дефинирајте ми патриот. Сега. Дефиниција, Нечемо се смејати. дефиниција која што си ја... Сакам да ми дефинирате вие двојца. Што е патриот? Ја ви тврдам дека во Македонија најголемите патриоти се оние кои што немаат резервна опција. Во смисла, мешани бракови, сиромашни лојални граѓани, луѓе кои што влечат некакви корени на мултикултура од бивша Југославија како придобивка, па се измешале, кои што до вчера немале ни Н од национализам во вокабуларот. И дома. И така натаму, и така натаму. Се најде една плејада луѓе за кои ви тврдам дека е попатриотска, без разлика да си Агим, Зоран, значи Анета, друг, трет, четврт, пет, шест. Тоа е реалната патриотска фела во Македонија. Се останато е, окей, ние сме патриоти, ние сме дома, ама колку кошта тој патриотизам? Оваа другава плејада нема цена. Она вика, ние сме свесни, генерално тој е малку и пописмена плејада, која вика, ние сме свесни дека исклучиво симбиозата со светските процеси, исклучиво
процесот кој што на секоја една останата држава како што сме биле ние и овозможил да постои и понатаму. Ке се сложиме, ке направиме компромис. Што е умот во политиката? Умење да се извага компромис понекогаш. Ајде, за да не испаднам, сте ми дале шанса топ, да го кажам јавно своето мислење. Овде и сега јавно изјавувам дека македонскиот народ го сметам за свој. Овде и сега изјавувам дека болката што ја дели македонскиот народ во врска со сензитивните прашања, во врска со идентитетот, јазикот, постоењето, традицијата и културата, ги сметам истовремено како и мој проблем. Затоа што јас, кога ќе искочам на улица, првиот комшија ми е македонец. Сите забораваат дека има и утре, животот не е еден ден. Ако сакаме да живееме заради нашите деца да имаат мир, ние мораме поголемите да го создадеме мирот. И сега што се случува? Не можеш, значи го кажав тоа за да расчистиме со моите ставови. Јас верувам и јас ја сакам Македонија. Тоа не значи дека не сум албанец, тоа не значи дека сум помалку Албанец човек или со, помалку или македонец. помалку албанец или повеќе македонец. Зборувам од граѓански концепт на гледање на државата. И сега што се дешава? Она огромна маса која живее по системот да му најдам дупка у голот, да му шитирам гол, да му дадам, тој секако има неколку аспекта. Ти вика прво, ти не можеш да не ги критикуваш македонците у колумна или било каде јавно, затоа што со нив живееш. Која е таа логика некој цело време дека шиптарите, чека бе, а вие македонците? И онда некој едноставно у уста ќе ти даде ко бомбонче тема во која што ти не можеш да бидеш од една страна своите национално, етнонационални елементи да ги браниш, а од друга страна да не разговараш за тугите, затоа што никој не е, ни вие, ни јас, ни ти, не сме виновни што живееме заедно. Зашто јас, Агим Јонус, ја викам Македонија моја татковина? Еве зошто. Да го анализираме зборот татковина. Значи на татко ти. Татко ти бил роден тука, ти остел нешто. Дедовина, и дедо ми се родил тука. Прадедовина и прадедовина. Сега четвртата генерација ми е под Кораб планина. Тамо не е сега, тоа се 4 генерации, си ми е 5 родена и в Скопје. Што сакам да кажам? И сега, како да го најдеме оној НЗС, јас да имам право да кажам дека ова е моја татковина? И која е логиката јас да не анализирам и да не коментирам и да не се борам за моето секојдневие? А кога зборува за секојдневието, не можеш да не ги спомнеш македонците, не можеш да не ги спомнеш албанците. И сега, во концепт на она, кон што ја сонувам некогаш, и дење и ноќе, да не кажам, убавиот граѓански концепт на Република Македонија. Како? Пушташ муавет, он тебе те прави пијаница, ти ли не збориш бе пијаница, пази кој е ниво. Абе, ако сум пијаница, сум надвор пијаница, не сум тука. Се имав еден гаф, јавно му се извинив на господинот амбасадор и повторно ќе му се извинам ако треба да се. Меѓутоа, жив човек греши, бе. Кој не греши? Мртов човек само не греши. А зошто се случи тоа? Зашто? Па едноставно така ми дојде и нечемо о томе. Да, а ти можеш да ја прашаш зашто напуштив со Филип Петровски. Еве Владко ќе ме прави. Не, јас поинаку сакав да го концепирам прашањето. Дали воопшто ги бирате говорниците со Не, кои што ја ни за излакувате? овдека не дојдов спремен. Ја дојдов, јас сум тука. Ја имам 3 образа, имам еден. Со таа Еден за свесност, дома, еден за тука. со таа свесност ве И еден за фрустрира? јавност. Ве фрустрирали кога сте заедно со некој од спротивната страна со кој што дебатирате и при тоа и покрај 1 час или час и половина потрошени пак не може да се доближат ставови? Види, јас сум апропо преска што реков, истиот и овде и пред самопослуга и дома и во јавноста. Ако некој смета дека не треба да се сложи со мене, нека смета дека и јас нема да се сложам со него. И што се биу Турци, ал биу и Срби, така ли е? Значи, она што се случува е луѓето купуваат поени. Не сакам да именувам. Пази, ова што ќе ви кажам сега ви објаснува се. Не сакам да именувам кој и кога. Пред 10 години ме вика, ајки доеш ке мену емисија, ке збориме, ти ќе фрлаш камења по нашиве, ке псуеш, ке све живо ке тераш у мајчину. Ја по вашите, моите мене ќе ми кажат браво, твоите тебе ќе ти кажат браво и двојцата шизици сме и идеме дале. Каде оди тоа? Не,
Ја ако мислам и текст сега ќе ти кажам и надвор ќе ти кажам така што мислам. И затоа сум некомерционален. Јас навистина не знам што да ви одговорам зашто сум оваков. Така ме мајка Фатима родила, што ти е? Дали некогаш И некој оваквото однесување ќе го карактеризира како он е или луд у емисија, или е пијан у емисија, или е неваспитан од Ерле. Не, јас само не сум од оние 95 добри посто. Има луѓе, срамоте да ги не земе. Ја не сум еден од тие 95% луѓе кои од сабајле рано ќе се избањат затоа што ќе дојдат у емисија, стават машна, унапред ќе си предпостават 50 прашања, императивот е да остават впечаток на интелектуалец, за да кога ќе се врати дома, му кажат се гордееме со тебе. А ви велат ли вам дома дека се гордеат со вас? Не, мене и дома и тука мајка ми вика дека сум кретен, понекогаш. Колку ве чинеле некогаш? Ете така гласно, јавно и на необичен начин изразени ставови, заради гласноста или и заради врисокот, заради стилот на пишување? Значи, Vox Populi е потребен во Македонија хитно како вода во пустиња. Зошто? Исклучите ме мене. Не постои Агим Јонус. Мора да постојат во јавноста луѓе кои што на уму, тоа на другу ќе го кажат. Секако само по себе ќе се направи селекција на конструктивци и деструктивци. Нели? Ајде дека сме тука, гледате ли некој друг таков сличен на вас, ако сте вие еден од тие? Палчо Будалата. Меѓутоа, он е деструктивен во моментов. Зборувам за стил и говорни јазик. Зашто викам Палчо Будалата? И ја и приватно му викам Палчо си будала. И тоа ви таат разговорите приватно кога сте? Да се тераме у мајчино. Меѓутоа, Палчо не е глуп човек. Так. Рековте Vox Populi, прашањето беше Да. колку ве чинело начинот на кој што гласно говорите, колку ве чинело и приватно и професионално. Да, јас сум човек кој што гледа да ги изанализира некојаш и бекграундот и одзивите и така натаму. Повторно се враќам на она поделеност максимална, на која едните викаат браве, другите викаат тој шиптерот што сте му дале да збори. До кога веќе се бавиме со тоа? Абе шиптерот или каурот или македонецот или ѓаурот или војна му или било што. Значи, дајте извлечете една реална критична маса која ќе разговара баш овака како што ја разговарам. Тоа не значи дека ќе бидеме прости. Меѓутоа не ме предизвикувај да ја спомнам војнати сега овдека. Значи од тебе зависи дали ќе ја спомнам војнати. Не знам колку сум јасен. Да. Значи ако разговараме со факти, јас не сум сезнајко. Ако се фатим у некои правни лавиринти, ја ќе те гледам ко теле. Али нема да те гледам по теле, на моје поле. Кој е полето? Интерцивилизацијските, во смисла интеретнички, интеррелигиозни, секојдневието. Јас сум човек од улица. Значи, ајде да разговараме за оно што народот го интересира и на негов јазик, за да го разбере. Често пати, на почетокот, кога почнав да пишувам колумни, имав една фраза, сега досаден станав. Пишувам колумни за да ме разбери баба ми која чита. Зошто? Баба ми е конзумер. Баба ми е гласачко тело. Ако ти на гласачкото тело, на еден убав, негов јазик, не му ја представиш реалната ситуација во државата, ти чиниш криминал. Зошто? Затоа што твојот спин дава лажна информација. И затоа народот живее во една небулоза, живее во една полуинформираност и секако во таа полуинформираност, ние тројца, да кажеме хипотетички, сме газдите на таа маса, се договараме меѓу себе што ќе правиме. Добро, пушти им на овие патка дека ти мене утре ќе ме направиш рези лево десно, утре те гласат 250.000 души. Значи, се е манипулирање, за да на крај испадне. Би сакал некој да ме демантира. Дека 80% од политичкиот свет е it's all about money and power. И ништо друго. Добро. Македонија нема повеќе од 20% патриоти. Ви го тврдам. И дали толку? Ако сега направиме мала дигресија и го трнеме моментот со како аналитичар и колумнист кој што говори јавно, без влакна на јазикот, приватно не знам колку луѓе знаат дека Агим Јонус е многу поврзан со музиката и многу поврзан со моторите. Јас сум едини човек кој што свирал со Тито Пуерте. И тоа еден го од- имаше у вечер пред многу години.
И креатор Никој. на еден од хитовите на Лева патика. Не, тоа остави таа. На страна тие муабети, затоа што ќе чепнеме многу суети. Значи, Да. вака. Како да не инсистирам. ставиле, аха. Да, не. Значи, ќе чепнеме многу суети, ќе Добро, да. Има Да една претходиме. српска фора, вика не мути шаж, не буни рибе. Значи најпаметно е тоа. Дај нешто друго, апропо моторите. Моторите, како Да. започнува љубовта со моторите? Љубовта со моторите како почне? Во знаете, Јас сум истовремено сега да не биде себе промовирање, јас имам 57 години. Значи, јас сум дете на Маврово. Се што е, значи, скија, тркало, клизалка, се што се бави на траекторија на ненормален начин, освен со одење, е мој спорт, адреналински. Значи, моторите во Македонија се приказна за себе. Јас сум член на Мотовепар, секретар на клубот сум. Таму тоа е еден прекрасен клуб у кој што нема уште шпанци. Имаме македонци, а шиптари имаме, да не биде албанци, пошто милуваат така да чујат. Простете, ама тоа е тоа. Ова е вистината пред народот. Ај се убели рукавици пред кого? Ние не зборуваме пред британската кралица, нас не конзумира народ. Ако не конзумира, па нека ми прости телевизијата, кога девалвираме моментот или финочата, али ајде да бидеме ние, впрочем така го градиме нашиот идентитет, нели? Да се запознаеме. Да, и што се дешава? Таму имаме германец, имаме грк, имаме Срби, имаме гејци. Немаше нема у клубот. Да, и тоа не е брзински клуб. Ние не сме луѓе кои што возат мотор за на семафор да ги види некоја цура. Тоа е туринг клуб. Мотори големи со кофери, со ова, со она, правиме групи од неколку души и пали, кај пали? Рандом, така. Добро, унапред се планираат рутите, постои закон, постои правило на групно возење мотори. Ако сте повеќе, така е. Ја имам FGR Yamaha 1300. Да се направам шизик малку и така. Кој не е мој уствари, ама ајде. Мене ми е многу интересен исто, немам ни уште многу време реално да разговараме, имам уште некои 5 минути, но моментот на Агим Јонус во државна администрација. Вака, нели, дел од кабинет. Саш да ме убиеш, стај ме у канцеларија. Го има и тоа во вашата биографија. Да, го има. Јас бев советник на Владо Бучковски, премиерот, портпарол на влада. Бев помошник на 3,5 години на првиот човек на холдингот ЕВН Гинтер Офнер, в канцеларија у Ристичева палата 3,5 години. Човек кој што ја направи зградата на Граве осигурување, беше директор на Граве осигурување и така натаму. Кој нечемо о томе, ја обично за мене викам, ја уште поп не сум бил, али прашајте ме затоа што во моментот што се бавам. Има една модерна фраза за клошари, се вика фриленсер. За клошари. Да, тоа пази, не можеш да го негираш тоа. Иако на запад тоа фриленсерство многу добро се исплаќа. Да, се согласувам, меѓутоа кај нас го употребуваат луѓе кои везе немаат со фриленсерство. Пази, отворил интернет, се што знае Facebook, пуштил 2 мејла негде, знаеш, она и вика, што работиш? Фриленсер, и пиуцка виски, нема пари дома да се врати, нема везе. Она што викаат да му направиш една работа, нема ситно да ти врати. Али он е фриленсер, и он пи виски у кафич. По што сакате да останете запаметен, Агим? Зависи кај кого. Ја не сакам да останам запаметен. И да сакам и да не сакам, историјата не е мојот. Сечи и гроб покрил со земја. Али аманетот кој што би го оставиле уствари, ќе го парафразирам повторно, па макар испаднал циркузант, а тоа се зборовите на Јован Јовановиќ Змај. А тоа е, волите се, децо, jer volenje je raj. Добро, ова е прекрасен начин да го затвориме гостувањето. Само уште една привилегија да искористам да кажам. Постои еден фрагмент во книгата, уште минута, молим режа минута.
И постои еден елемент, а тоа е, сум го довел до совршенство моделот на лицемерие. И тоа го признавам. И тоа сигурно не сте сакале да ме прашате зошто сум така лицемер. Уморен сум од цртање дека тоа не е шешир, туку е тоа змија што голтнала, боа што голтнала слон. Тоа е почетокот на книгата Малиот принц. И сега ако ќе почне ти некому да му објашнаваш дека тоа не е шешир, него е боа што голтнала слон, се прашуваш дали он уопште ја прочитал книгата Малиот принц. И онда се втиснуваш, бегаш, што правиш? Леташ. И онда стануваш Джонатан Ливингстон Сигул. И кога ќе дојдеш во момент да си Джонатан Ливингстон Сигул, ја делиш онаа судбина што вика кој највисоко лета, најдалеку гледа. И се враќаш назад и гледаш дека со патки леташ и завршува филмот со она. Оној орел кој што растел во Кафес смета дека летањето е грев. Јас не сметам дека летањето е грев. Ко воли, нека изволи. Уште подобар крај. Два краја ни дадов. Ја, два краја, така е, добро. Агим ни беше чести задоволство, еве имавме скоро еден час време за разговор, да слушнаме малце, да го имате целото време на располагање за себе. Импресиониран сум од една работа, а тоа е вашата професионалност. Кога доаѓам, веќе прв пат ви гледам на вашето кај Да, вашата прв пат телевизија. да гостим. Ви благодарам на честа што ми ја кажавте. Прво, тоа беше и еден вид почит, затоа што немаше чачкање, знаеш. А чим нема чачкање, тоа мора да биде почит. Да. Значи, ви благодарам многу и јавно ве молам и двојцата, повикувајте позитивни луѓе. Ширете позитивната мисла во етерот. Доста емисии во кои што ударна шема му е, се степале двојца шиптари на некој македонец му извадиле гркљан. До кога? Ширете љубов. Ако некој ме нарече будала, ако некој ме нарече ајван, што добиам или губам јас со тоа? Ширете љубовта. Не, веројатно навлековте неколку епитети, отстранивте некои од тие што ви ги дава Види, до сега. ништо не менува, мене јунака ајван ќе ме наречат на улица, мислам. Навикнате. Добре, мокар од вода не се плаши. Да. Агим ви благодарим уште еднаш. Јас на вас исто ви благодарам. Повели, одјавине. Да, одјавиме. ви благодарам и јас на убавите зборови. Се надевам дека колку толку го ја откривме малку таа што стои под прашината, малку дувнавме па видовме Под прашината стои очај. Ајмо, идеме дале. Веќе шириме љубов, нели рековме. Make love и not се war. обврзуваме на тоа. Да. Да. Make love not war. Така Идеме е. дале. Агим ви благодарим уште еднаш. Благодарам и јас на вас.